Историски документи и фотографии сопственост на фамилијата на Мери Метјус се изложени од синоќа во галеријата на Завод и музеј. Тие се хронолошки приказ на животот на Мери Метјус како мисионерка во Американското училиште за девојки во Битола, каде што се школувале голем број девојки од Струмица и од Струмичко. Преку нејзините дневници, писма и фотографии, Метјус ги прикажува од прва рака настаните во и околу Битола за време на нејзиниот 32 годишен престој во градот. If you read the British travel guide Brut, Во британскиот прирачник за патување има посебен дел за Македонија. Таму за Струмица се зборува исто така посебно, дека Струмица и струмичани се разликуваат од остатокот од Македонија, дека таму има многу убави села, дека таму луѓето се помагаат меѓу себе, дека Струмица е родно место на многу значајни личности за Македонија и македонската историја. Тоа е така благодарение на мисиите кои што се спроведувале во овој дел од Македонија. Иако можеби луѓето не припаѓале на протестантската или методистичката црква, сепак попримале одредени навики кои што денес Струмица ја истакнуваат како посебна во британскиот прирачник за патување. Метјус била сведок на последните години на отоманското владење, младотурската револуција, балканските војни и Првата светска војна. За време на овој период Американското училиште за девојки било институција која непрекинето работела во Битола. Тука се одржувале часови по англиски и македонски јазик на девојки од различно етничко потекло, меѓу нив и многу девојки од Струмица и од Струмичко. И тие млади деца кои биле таму обучени, завршиле гимназијата, покасно се враќат овде во Струмица и низ селата се формират покрај црквите и училишта каде се воспитуват децата, се описменуват. Многу е важно, ние знаеме, тоа е времето на османлиското робство овде во Македонија, каде жената е била целосно потиснена и доаѓа една американка овде, која покрај својата си мисијска дејност, значи се ангажира и на образовен план, формира училиште и со тоа се помага посебно на женскиот пол да бидат описменети. Мери Метјус ја сакала Битола и Македонија и на неколку наврати престојувала во градот Струмица и Струмичкиот регион за да ги посети нејзините поранешни студентки да запише нови. Изложбата во Завод и музеј Струмица ќе биде поставена до 25 октомври. Вечерва, низ одбрани фотографии и видео презентација, ќе ни биде раскажана приказната за Мери Метјус, американка која 32 години од животот го поминува во Македонија. Првично оваа изложба се организираше во Битола, каде на еден мощнав, впечатлив и емотивен начин внуката на Мери, господја Пеги Хенсон, ни откри детали за незината правава, за животот и работата во Македонија. Носам убави спомени од тамошниот настан. Особено ми годи средбата со шармантната и харизматична Пеги, која за жал мораше да се врати во Соединетите Американски држави. Благодарни сме што почитуваните господин и господја Цекови се решија овој убав настан да го споделат и пред струмичката јавност. Фотографиите и документите се донесени благодарение на коледжот Маут Холиоке од Јужен Хендли, Месачусетс, САД.